Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате шестиот дел од книгата Како да се ослободиш од гревот, напишано дело од Хазрети Мирза Гулам Ахмад, ветениот Месија алейхиселам. Првиот англиски превод на оваа статија бил објавен под името Како да се ослободиш од оковите на гревот во англиско издание на магазинот Review of Religions, преглед на религиите, во јануари 1902 година. Отфрлете ги нечистотиите на овој свет, за да ви биде подарен сјаен бесценет камен од небото. Вратете се кон своето потекло и чистотата на својот татко, Адем, во времето на неговото раѓање, така и на вас да ви се подари врховната власт над сите нешта. Денот се завршува и сонцето наскоро ќе зајде. Вие се уште имате време, ако сакате да видите, или можеби предолго доцните. Пред да си одите од овој свет, пред себе испратете добри работи да јадете, наместо камења и цигли, и однапред пратете некоја облека да облечете, наместо трње и партали. Бог создава млеко во мајчините гради, уште пред детето да се роди. Така, поради вас, во вашето доба и вашата земја, тој го испратил оној, кој ќе ве нахрани како мајка. Тој ќе ве нахрани со млекото на уверувањата, кое е побело од сонцето и повеќе развеселува од било кое вино. Ако имате и малку живот во себе и не сте мртви, тогаш поитајте кон него, да го пиете ова свежо млеко. Отфрлете го застојаното млеко, кое е заразено со бактерија, бидејќи тоа не може да ви донесе живот. Само ќе ве направи болни во моментот кога влезе во вашето тело, бидејќи станало отровно. Немојте да гледате со одушевување на се што е бело. Црното понекогаш може да биде и подобро. Црната коса, например, ја одржува силата на младоста, додека белата коса означува немоќ, слабост и стари години. На ист начин, белината на фалбите и покажувањата на нечии доблести не е од никаква помош. И грешна, а единствена личност, условно кажано, подобра е, бидејќи не го сокрива својот залутан грев. Јас сум уверен дека таквата личност е поблиска до Божјата милост. Не доведувајте ја својата вера во неизвестност, која е лишена од вистинската светлина и не е заснована на божествената филозофија, бидејќи сето тоа води кон уништување. Ако сакате да знаете како можете да го отфрлите злото, внимателно погледнете на она што вашите срца вистински го сакаат и прашајте ја својата совест, кој е најдобриот лек за да се ослободите од гревот. Дали може било кој да верува дека крвта на Христос е доволна за да има страв да направи грев? Напротив, искуството покажало дека тоа понатаму ги охрабрува, затоа што секој кој се ослонува на крвта на Христос мисли дека неговите гревови веќе се опростени. Меѓутоа, оној кој знае за отровната природа на гревот, никогаш нема да се осмели да го направи, бидејќи знае како тоа ќе го уништи. Затоа од Бога бил пратен човек да ве води кон тоа знаење, кој ќе ви помогне да го спознаете Бога и отровот на злото, после што ќе бегате подалеку од гревот, онака како што бегате од дивите зверови. Целта на оваа статија е да ги шири вистинските Божји учења во светот, така што оние кои бараат спасение преку раснувањето на крвта на Христос, да можат да го најдат изворот на вистинското спасение. Вистинското спасение не може да се најде во нечистата вода. Водата која го чисти срцето доаѓа од небото во свое одредено време,
А реката со која е носена нема нечистотии и гнасотии, и незината чиста вода луѓето желно ја земаат. Реката која престанала да тече и која е од застојана вода, не може да поседува таква чистота, бидејќи е помешана со кал и со отпадоци од животните. Срцето кое е благословено со Божјо знаење и уверување е како река со полн тек, која ги наводнува сите полиња на својот пат, и чија ладна и чиста вода донесува мир и олеснување во нивните зажарени срца. Таквата вода не е само чиста, таа исто така ги чисти другите, подарувајќи им мудрост, која ја чисти рѓата, нечистотијата од нивните срца, и тие не се склони кон грев. Но оној кој е како мала бара вода, која се измешала со кал, не може на човештвото да му направи ништо добро, бидејќи не може да ја исчисти дури ни својата собствена душа. Време е да станете и да почнете да трагате по водата на уверувањето, бидејќи таа ќе ви биде дадена. Кога еднаш бидете исполнети со уверување, ќе течете напред како река, себе си ќе се исчистите од нечистотиите на сомнежот и ќе се оддалечите од гревот. Тоа е вода која ќе ги испере сите трагови од гревот и ќе ги исчисти вашите срца и ќе ве подготви себе си да се обликувате по Божиот углед. Никогаш не можете да ги избришете врежувањата на своето его со шкрилците на своите срца, доколку не ги измиете со чистата вода на сигурноста. Донесете одлука за да ви биде дадена чиста сила и барајте да бидете обезбедени. Омекнете ги своите срца за да можете да ги разберете овие работи, бидејќи личноста со тврдо срце не е кадра да ги разбере. Дали можете да замислите како вистински можете да го мразите гревот доколку вашите срца не бидат исполнети со Божјото величенство? Можете ли да станете свесни за славата и моќта на живиот Бог? И дали можат вашите срца да бидат исполнети со светлината на сигурноста? Не. Постои само еден пат, онака како што постои само еден Бог и еден закон. Исламскиот концепт за спасение се разликува од концептот на другите религии, а посебно од христијанскиот, затоа што исламот го одбива концептот на вродениот грев и човекот го прогласува одговорен само за неговите собствени гревови. Затоа тој треба да се ослободи од своите собствени гревови за да се спаси. Во оваа статија ветениот Месија алейхи селам одговара на ова општо значајно прашање зошто човекот прави грев и како може да се ослободи од тоа. Ветениот Месија алейхи селам исто така објаснува дека вистинската религија мора да се просудува преку нејзината способност своите следбеници да ги води со сигурност во постоењето на Бога. Чесниот автор дава детално споредување на исламот со другите главни религии и заклучува дека единствено исламот може да го води човекот кон совршена свест и според тоа кон ослободување од гревовите. Првиот англиски превод на оваа статија бил објавен под името "Како да се ослободиш од оковите на гревот" во англиското издание на магазинот Review of Religions, преглед на религиите, во јануари 1902 година. Сегашниот превод го подготви Вакала Тасниф Рабва. की जानिब से उठ रहा है रगी मोहब्बत फड़क रही है दिल
एक शोला बना हुआ है, दिल एक शोला bana hua hai. Ова е последниот дел и книгата Како да се ослободиш од гревот е завршена. Еселаму алейкум.